Денот нека ви биде музика. Ова нека биде посебна утринска дружба, зашто и гостинот е посебен. Тој е музичар, автор, инструменталист. Неговата музика ја разгалува и ја разигрува душата. Гитарата под неговите прсти и тажи и се радува. Добро утро му посакувам на Тодор Тоше Завков. Добро утро, Лидија, благодарам, здраво, благодарам за оваа убава најава. Добро утро на сите гледачи на Македонската радио телевизија. Поздрав, еден голем. Како е Тоше овој понеделник? Понеделнички, поготово на Сабајле, јас највише ги сакам, најбав дел од денот ми е утрото. И опуштено, лабаво, од Сабајле почнувам со музика, нормално, секој ден и многу убаво се чувствувам понеделнички. Извонреден изведувач и познавач на сите стилови од народната, забавната и джез музиката. Сме го виделе Тоше во сите изданија и како гитарист, и како пратечки вокал, и како член на оркестар, од неодамна премиерно и како пејач. Како се случи? Па да, тоа беше неодамна на последниот Валандовски фестивал и имав примено машка песна. Никако немав некој голем избор од машки пејачи, до последен момент кокетирав кој ќе ја пее, а истовремено се врзав за таа песна. Уште Огнен Делковски го напиша, многу убав текст ми напиша на песната. И се врзав за песната и така дојде да јас ќе ја пеам, викам, оваа песна и моја и не може да ја пее. Инаку ја отпеав 4 дена пред фестивалот, последен буквално ја отпеав песната. Немав ни многу време за спремање и мислам дека наставот беше окей, по реакциите на многу мои блиски колеги, мислам дека одлично беше. Така да, ја во таа улога, можеби порано сум настапувал и со група, се ми е тоа познато, тие фестивали многу години. Прв пат сум сега како солист, нормално имам поголема одговорност и мислам дека добро испадна. Долги години вие бевте член на Народниот оркестар на Македонската радио телевизија. Тоа беше еден многу убав период од мојата кариера, кога многу убаво искуство, свирење во голем оркестар, кај што беше професионален, кај што беше Народниот. И имам многу добри впечатоци од тоа време. Народниот беше ангажиран и за Цветница, за фестивалот, ја истовремено го свирев, имав и редовно имав таму авторски песни. И, како што кажав, беше големо искуство. За жал, во 2002 тоа се згасна и јас после тоа поминав во танец. Одмah. Тоа сакав да прашам, какво е чувството да сте член на нашата национална гордост на ансамблот Танец? Чувството е секако убаво. Во почетокот јас тогаш кога поминав од македонска телевизија, некако не бев нешто импресиониран. Танец тогаш не беше нешто во најбаво светло, меѓутоа бргу потоа сватив дека танец е еден подвижен музеј, нешто многу вредно за оваа држава. И еве, вике, скоро 21 година, 22 години сум таму. Има доста трансформации во танец, реформиране оркестарот, сега сме скоро 20 и сега сме виќе во танец во едно право светло. За овие од тогаш 20 години веќе се стварно една институција која што заслужува и повеќе од тоа што е. Вие сте еден од основачите на легендарната македонска група Македонски мерак. Да. Ајде да ме вратам малку во тоа време. Бевме 5 души, јас бев најмалиот тогаш, баш. Кога имав 18 години, кога се започна таа група. И тоа ми е најголемото искуство, затоа што во тоа време, на тие години, јас бев турнат во големи води.
Јас се сеќавам на почетокот дури снимавме со бардови како Александар Сариевски, Добри Ставровски, Васко Илиева и со тие почнав. Така да тоа е преголемо искуство. После натаму имавме солистички наши албуми. Мислам дека од тоа време сите најголеми пејачи беа придружувани од македонски мерак. И тоа ми представуваше една голема чест, едно големо искуство, едно како да ви кажам, да не ги бројам сега, Виолета Томовска, Пепи Вавтировски и така натаму. Не постоеше пејач со кого не настапувавме, со кого не снимавме. Премногу албуми снимање, премногу студиски снимки. Многу одсвирени песни, многу создадени песни. Има некоја што посебно буди кај вас посебни емоции? Има некоја песна за која посебно емоционално сте се врзале? Имаше една песна на Охридски трубадури и Охридски бисери. Со Елена Георгиева ја пеевме некаде 2013 година. Таа песна некако во ке народот не е како некои други кои што се популарни, меѓутоа мене ми е многу драга, многу дури сум, да не кажем, сум горд на неа, што сум ја направил. Иначе има многу песни до сега, не знам сега. Што ве мотивира? Што ве инспирира? Што прави музиката што е во главата да протече, да се прелее во ноти? Па мотивација мене ми е се во денот. Мислам, мотивација може да биде и човек кога е расположен, кога е радосен, кога е и тажен, кога нешто не му иде, кога и тогаш има мотивација, и тогаш имам направени убави песни. Сите имаме убави и лоши денови или убави и помалку убави денови. Да. Во убавите сите знаеме како е, но како се справувате во лошите денови, кога нешто не оди како што треба, кога нешто не оди според планот, не оди онака како што сте го замислиле. Има некои моменти кога нешто не иде, направи пауза, остави го, една медитација, смирување и тоа е. Ке се склопат коцките, затоа што тоа е што кажав, животот не може се да биде розево. Животот е едно скалило, што викаат старите. Меѓутоа доста добро е да човек да знае да се контролира во животот и да го живее онака како што он замисла, како што сака. Доколку би го прашала сега детето Тоше Завков, што сака да биде кога ќе порасне, дали би го добила истиот одговор? Детето, јас сум онаја приказна, да не кажам, као клише, роден во семејство музичари. Од мали ноги слушам музика, се почнувам да свирам, да нешто пеам. И меѓутоа никогаш не сум имал од моите дома некој притисок да нешто работам. Тоа сам сум го одбил, само дошло во мене, дури дошло многу рано. Сум свирал, па сум имал некоја пауза, па некој 10-11 години почнав да учам да свирам гитара. Имав еден чичко Ацо професор, воен музичар, на времето од Ниш беше човекот. И меѓутоа, кога веќе дојдов во прва година средно, тука више сватив дека јас професионално ќе се бавам цел живот со музика. И тука што викаат више ми влезе онаја чивија што викаат, не можам без музика. И така до денеска и сега ми е многу драго, затоа што музиката е нешто посебно и не може секој баш да живее, да се бави со музика. Мислам дека тие се луѓе кои што мора пред се да имаш некои предиспозиции и сега кога би се вратил, како што кажав, се дете, јас ништо не би менувал. На што во моментот работите? Привршуваат годишните одмори, повторно сите се враќаме во рутината? Да, ја работам на одмориве, мене ми е убаво, поготово во август, Скопје најубав, мирен. И работам сега следниот месец септември, при крај на септември треба да излезат 4 мои инструментали на гитара. За прв пат ги снимам подолго време и втора половина на септември ќе ги промовирам, ќе правам промоција, ќе бидете вие македонска телевизија информирани и
нестрпливо го чекам тоа. Сега сум во фаза на некое завршување и миксање на истите. Така да последниот месец ќе биде интересен, да, септември. Тоше, велат, секој ден е нов почеток, нова шанса. Јас ви благодарам што ми ја дадовте шансата, еве денеска да ја раскажеме вашата успешна музичка приказна. Посакувам и натаму да сте музичкиот херој во приказната, што уште долго ќе се раскажеме. Благодарам, ми беше големо задоволство. Голем поздрав до вашите колеги од утринската програма, ја гледам често со бајле со кафе. Затоа што, како што кажав, за македонската телевизија, уште од времето на Народниот оркестар ме врзуваат многу спомени. И сега со ова интервју се навратив на тоа време. Голем поздрав и до гледачите на македонската телевизија. Благодарам што утре бевте гостин на Македонија на утре.